19 часот. Стефан 19 часот и една минута би започнал одма добро вечер ушенешка од мене. Ве поздравувам и навистина сум среќен дека ви има повторно во толкав број. Мислам дека претходната година беше на крај ноември или декември организиравме ваков настан на кој исто така не се појавија многу присутни, меѓутоа настанот беше на тема како да направиш бизнис кој може да ти донесе 1 милион евра ревенју. Меѓутоа од тогаш имав доста пораки, не ги знам на број, меѓутоа сигурно 50, можеби стотина пораки да го повториме настанот и често ми се провлекуваше пораката дај да дадеме некои идеи за некои ајде ќе ги кажам реални бизниси или бизниси кои се полесни за реализација. Пуштив прашалник, претпоставам да некој од вас е стигнат тој прашалник. Што значи за вас бизнис, колку ревенју и така натаму, и најчесто бројката што најчесто се провлекуваше беше 10.000 евра, односно бизнис кој ќе генерира 10.000 евра месечно ревење, што претпоставуваме, нели, ако живееме во Македонија, може да ни направи наистина комотен живот. Затоа денеска ги собрав моите пријатели Сања и Ивица да ми помогнат во генерирање на тие идеи, да споделат нивни идеи, да споделат со вас идеи, да ни објаснат како можеме да ги реализираме тие идеи, како можеме да стигнеме до клиенти за тие идеи, што треба да направиме, како да ги изработиме и така натаму. Меѓутоа пред да почнам со представувањето на моите соговорници денеска, би сакал да споделам две вести. Едната за жал е лоша вест, другата е многу добра вест. Лошата вест е дека Алек, што требаше да биде денеска со нас на настанот, имаше смртен случај во поширока фамилија и не беше во можност да дојде денеска. Се слушнав баш пред половина час, ќе ви испрати имейл со неговата идеја, така да нема да го видиме денеска Алек, меѓутоа најдовме совршена, достојна замена, ќе го представам за кратко мојот колега Ивица. Меѓутоа добрата вест е дека по долги преговори, од прилика 2 месеци преговори, би сакал да им кажам едно огромно фала и браво на моите колешки Илина и Фросина. Успеавме да направиме стратешка соработка со Lovable. Претпоставувам знаете сите кои се Lovable, тие ќе ни се приклучат како дел од групата на инструктори и соработници на практичната академија, каде што почнува негде во април, каде што ќе учиме практично, ќе се запознаеме со имплементација, односно ќе научиме имплементација на вештачка интелигенција преку работа на проекти. Ќе се изработат 10 проекти, од нив 2 проекти ќе бидат изработени во Lovable и ќе имаме инструктори од Lovable, така да тоа е добрата вест, ќе добиеме и кредити, сите што ќе бидат присутни за Lovable, така натаму. Така да не ви должам многу, би сакал да ви ги представам моите соговорници. Ќе започнам од Сања Митровска, која моментално се наоѓа во Њујорк. Гледам дека дење е кај незе, за разлика од тука. Сања, многу ти благодарам што прифати да се приклучиш, да споделиш твои идеи. Навистина го следам твојата работа во последниве неколку години. Не сум сигурен дека има жена предприемач што е поактивна од тебе. Навистина го мислам тоа што го правиш со Networker, особено тоа што го правиш со The Founders Games. The Founders Game е навистина фантастично. Кога се видам со тебе, кога разговарам, се плашам дури од големината на идеите што ги работиш. Така да може ли накратко пред да почнеме само да ни кажеш, Сања, што е Founder Games, да не случајно сгрешам јас нешто, меѓутоа тоа што го знам од далеку, собирате предприемачи, ги носите негде на јахта да прават нешто, што, така да, Сања, може ли да ни кажеш накратко што е тоа што работиш? Може, секако здраво и од мене. Се надевам дека интернетот ќе е добар, зашто во Джави центарот кај што имаме настан беше ужасен. Значи тоа и мојот интернет купува. И среќа се најде замислете кафич одма од спротива и наш комшија од Албанија го држи прекрасно место за експресо. Века сме тука се најдовме балканци, така што здраво од Њујорк, а кратко за Founder Games сега. Се надам дека ќе го ред за сега супер ве слушам. Founder Games самото по себе прво реално шоу во светот, така и веќе сега сме заштитени формално преку WIPO и авторска агенција.
кое што го покажува патот на предприемачите. Всушност е шоу кое што не е како Shark Tank, каде што има само презентација пред инвеститори, туку ние сме акселератор, кој што го покажува цело патување, сите тие процеси, ups and downs. И за гледачите е значајно, бидејќи може да видат како тие може да изградат бизнис кроз реални примери. И тоа не реални примери таму во Америка и во Англија, некаде, него баш се работиме ние минатава сезона, беше од 15 држави, се од Полска до Турција. Вторава сезона повторно сме фокусирани на Југоисточна Европа и веќе имаме франшизи. Продадовме една во Мена и во Бразил и сега ве договараме нешто за US. Меѓутоа во секој случај Founder Game самото по себе е го ставаме предприемачот во центар, зашто веруваме дека особено во оваа AI ера, луѓето ќе губат работа, но тоа не е страшно, тоа само треба да најдат начин како да ловат риба, нели? И мислам дека ќе имаме многу повеќе предприемачи кои што ќе се юникорни. И ние сакаме да им покажеме како треба да размислуваш како предприемач низ реален пример и всушност да го искористат AI и сите тие нешта што не се на располагање за да креираат продукт за себе си кој што ќе може да го скалираат низ конкретни примери. Тоа е вака кратко Founder Game. Што е со јахтата, ја нешто забележав, јахта? Да, тоа е најглавното нешто. Ќе ги носиме на јахта, сезона 2, снимаме од Грција, ќе се плови кон Хрватска, значи 3 недели, скоро 4, ќе бидат 20 предприемачи од цела Централна и Источна Европа, заедно со инвеститори, ментори. И поентата е да биде оној момент да се фати баш вистинското, не е Big Brother финтата, меѓутоа да го фатиме тоа вистинско извршување на идеја, размислување, бидејќи магија се случува предприемачи кога се заедно. Тоа не можам да го објаснам, само мора да се сними на камера и да го документираме на интересен начин. За бродкастери нормално, типот на RTL, како што не емитуваше лани Војо и Телма во Македонија, интересно, бидејќи е јахта, ти одма мислите ле драма ќе се случува. Друг тип на драма се случува меѓу предприемачи, но сепак е интересна драма која што, да, така, замислете 20 луѓе на јахта кои што креираат нешто. Мислам, тоа дефинитивно тоа е таа локација која што може да го смени нашиот регион. Тие луѓе заедно кога ги додадеш ментори, гости, корпорации што вклучуваме, сигурно нешто интересно ќе се случи. Браво. И плюс на јахта нема каде да избегаат, не може да се откажат. Да. Тоа е замислата. Да, супер. Супер Сеня, баш ме радува за ова што го правите. Едва чекам да го видам тоа во реалност. Претходната година изгледаше фантастично ова на јахта, претпоставувам. Претходната година ме поканивте да дојдам, се надевам дека и на јахта ќе ме поканите да дојдам. Ивица, фала ти многу, Ивица, за што со толку short notice се приклучи на сесијава, така да нема да крием дека секогаш го правиш тоа за нас, за организацијата, за мене, така да Ивица е човекот кој работи со мене во последниве многу години, работи на сите продукти, вие што ги знаете, човекот што ни го води тимот на технологии, иновација и вештачка интелигенција, така да фан факт за Ивица е дека доста време работиме заедно. Така да Ивица, фала ти за се и фала ти што се приклучи со толку short notice. Може ли тебе пред да почнеме со идеите на кратко да те прашам, ти си внатре влезен во цела оваа приказна на вештачка интелигенција. Ние површински ја гледаме, пробам повеќе од тебе да научам што се случува во делот на технологија, меѓутоа можеш ли да ни опишеш барем овој рейт на промени што се случува? Тинаш кога разговаравме со тебе дека вештачката интелигенција станува подобра 100% на секој 12 месеци, може би побрзо. Така да може ли на кратко да ни кажеш што се случува со вештачка интелигенција? Што е тоа што ти го гледаш, ние не го гледаме? Да, фала ти Петар на поканата. Да, на short notice сум на состаноков, така што немам спремно нешто однапред, ќе ви кажувам од искуство, идеи што ги имам, што ги работам правилно, што ги размислувам, што сакам да ги почнам, што немам време, што можеби некој од вас ќе ми ги украде и ќе ми помогне да ги сработам. Да, минативе 3-4 години почнав со вештачка интелигенција од поодамна, уште за време на магистерските студии 2016-17, меѓутоа последниве 2-3 години решив дека кариерата ќе ја посветам на тоа, малку повеќе ќе се оддалечам толку многу од техничкиот, строго техничкиот дел, повеќе ќе истражувам како функционира и што може да помогне вештачката интелигенција. И она што го гледам е
минативе година, две повеќе, од кога стана комерцијално достапна за сите во ваков формат кој што ја гледаме, како големи јазични модели. Првата година беше адаптација, меѓутоа последниве 2 години главно нешто е што работите се менуваат премногу брзо, што значи дека практиките што сме ги правиле ние пред 6 месеци веќе не важат. И ова е нешто што е предизвик, меѓутоа што е и голема можност, голема opportunity. Јас пред состаноков денеска се сретнав со колега од Виена што е доен тука и се дружаме со колеги нели од претходно факултет, од други компании. Интересно е што сите ние баш тоа го збориме, кој да се сретнеме сега со кој ги збориме што правите со AI, како правите со AI, дајте некои совети, сите работиме на различни начини. Немаме во светот во IT светот не постои установен добра практика за користење на AI. Сите имаме различни workflow, сите користиме моментално различни алатки, сите имаме различни искуства, за сите работат различни алатки, различни фреймворци работат на различен начин и сите ја гледаме придобивката. Едно да што се сложуваме дека без AI не можеме, дека ова е нова револуција на која што сме научени, меѓутоа и на нас како едукатори, меѓутоа и на луѓето што сега почнуваат да користат вештачката интелигенција, има и предизвик и голема можност тоа што нема моментално фреймворк што може да го некој ден го каже и да го користат како таков, туку тие треба да истражуваат, да видат што работи за нив, како работи за нив и да направат свој пат во кој што ќе. Таму сме моментално. Фала ти многу за освртот. Би сакал на тоа да се надополнам пред да почнеме со идеите. Претпоставам сега, ајде да се посветиме 30 на секунди да размислиме колку од нас, да речеме, последниве година и пол чувствуваат во ист ден, во ист сат, прво микс од возбуда, па после блага паника, па после некоја можност гледаат, па после фрустрација и така натаму. Претпоставувам сите сме во истиот кош, барем јас сум си признам, особено пред неколку години, сега кога навлегов со малце покомотен, меѓутоа чисто да знаете дека тоа не е резултат на што лошо може да направи вештачката интелигенција за нас или не е ниту тоа дека се плашиме дека ќе ни земе работата, туку ние како суштества сме суштества кои обстануваме поради рутина, така да сега не е изгубена рутината, не е business as usual и тоа е тоа што нас не фрустрира, чисто да знаете. Меѓутоа Ивица што го кажа дека ќе биде различно, буквално вештачката интелигенција ќе смени се, нема да има ниту работна позиција, ниту индустрија, ниту сектор што ќе остане ист, меѓутоа верувате дека ова е голема шанса, многу голема шанса, ама не го кажувам ова само колку да ве мотивирам, не сум мотивацијски говорник, не сакам тоа да го правам, не знам тоа да го правам, меѓутоа зборам со факти. Ако се навратиме наназад на претходните иновацијски циклуси, кога имаше големи турбуленции, ќе видите дека најголемите бизниси кои денеска опстојат започнуваат во такви периоди, во такви фази. Amazon, Google, ако се навратите да речеме на Airbnb почна се работа во 2008-2009, кога беше големата финансиска криза во Америка. Сега зошто е тоа така? Зошто се појавуваат вакви можности? Затоа што е турбулентно и компаниите кои моментално се етаблирани, кои моментално се на пазари функционираат, нема сите да сакаат да се адаптираат и нема сите да можат да се адаптираат. Што се случува? Дел од компаниите ќе почне да се гасат, тоа значи ќе се остави простор за бизниси, за стартапи. Токму од тука доаѓа таа можност за започнување на нови бизниси. Така да не се секирате, ќе биде добро. Фатете се за работа, почнете да користите вештачка интелигенција, почнете да учите вештачка интелигенција, почнете да создавате продукти и тоа е тоа што ќе ве остави во игра и воопшто игнорирајте го стравот и сите останати работи. Сега само на ние што не им се представи, што не се знаеме, јас сум Петар Миновски, сум дел од EET, сум дел од Brainstorm факултетот. Меѓутоа денеска нема да ви збориме за ChatGPT, нема да биде класична едукативна сесија оваа, туку ќе збориме повеќе за бизнис, односно ќе збориме за во оваа фаза кои 5 AI бизнис идеи што може да ви донесат приходи. Јас си направи мали да се подсетам за бизнисите, така да ја ќе започнам, па после ќе се префрлиме кај Сања, ако ми дозволите, Ивица. Сања.
Океј, ова идеја размислувам, фала многу. Ова идеја размислувам долго време и ја кажувам само заради тоа што сакам да ми се исчисти од глава. И ако некој ја реализира, ќе ми биде многу криво дека ќе ја реализирам, и ќе бидам среќен дека нема ми се мотка веќе во глава, а ако некој реши да ја реализира, нека ме побара мене или Ивица за можеби за инвестиција. Така да ќе почнем од проблемот. Кој е проблемот што го гледам? Во моментов се случува една нова многу голема епидемија. Таа епидемија е епидемија на самци, односно луѓето остануваат сами подолго во животот. Не знам дали сте свесни дека има една графа која кажува дека се помалку и помалку луѓе успешно наоѓаат партнер во животот и веќе станува значи навистина опасна епидемија на светско ниво, така да најдеш партнер кој би ти одговарало, нели е full time job, особено за оние луѓе кои се зафатени и кои работат така натаму. Така да проблемот е очигледен. Го знаеме, ако го земеме бројот на процентот на луѓе кои се сами над 35-40 година или над 30 година, ќе видите дека тој се зголемува. Сега, кое е решението? Решението според мене е дека може да направиме апликација за која со AI, можеме да испрограмираме оваа апликација со AI, нема да биде многу тешко да ја направиме, на која ќе бараме претплата од 50 евра месечно да ни се приклучат луѓе кои се сингл во моментов. Предлагам да се фатат само неколку градови, да не се отвара за општа популација одма, да се фатат неколку поголеми градови, например Скопје, Белград, Загреб, Лјубљана, Тирана. И на почетокот да се организираат ивенти во форма на вечери секоја недела, да речеме среда, во неколку различни локали во зависност од колков ќе биде бројот на луѓе кои ќе бидат пријавени како subscriber, односно корисници на платформата. Меѓутоа нема да бидат one-on-one средби, дека тие one-on-one средби некогаш може да бидат крипи, туку ќе бидат средби каде што ќе се среќаваат 8 до 10 сингл луѓе, 4 од различни полови, ќе се пријавуваат за да бидат да присуствуваат на тој ивент, односно на таа вечера. Меѓутоа со помош на вештачка интелигенција ќе им се пронајдат како да го наречеме, што е тоа што го сакаат луѓето, каков партнер бараат во различни преференции, персоналити, месечни примања може и така натаму, каде што ќе се регистрираат, ќе се тестираат со помош на AI, ќе се стават во одредена категорија и ти ќе имаш порака во секоја среда каде е ивентот и ќе треба да се пријавиш или не. И ќе треба за тоа да платиш 50 евра месечно и плюс ќе си платиш за сметката, односно ќе си поделиш сметката во ресторанот. Пичот би бил отиди сам, можеш да се вратиш со пријател или повеќе од тоа. За како да направиме 10.000 евра месечно за оваа идеја или 120.000 евра годишно? Претпоставам, знаете, за направиме 10.000 евра месечно ни требаат само 200 претплати. Замисли 200 луѓе денеска да излеземе ние тука што сме или претпоставувам можеби и на настанов ќе најдеме 10 на 15 луѓе кои би се приклучиле, што би плаќале 50 евра месечно, меѓутоа треба да најдеме само 200 луѓе во овие неколку пазари. Тоа што можеме да го направиме, односно како да стигнеме до првите клиенти, да изградиме една лендинг страна со помош на AI, да избрендираме и да пуштиме реклами за материјали за маркетинг. Исто така со помош на AI да направиме некој онлайн кампања, да инвестираме 1000 евра можеби во некаква кампања и тоа што би го направил, ја би се фокусирал на PR, на силен PR, бидејќи ова апликација може да решава сериозен проблеми, може да биде буквално да решава така наречена епидемија самоте и да решава конкретен социјален проблем, што мислам дека добро би ги покриле, добро би биле покриени од PR. Како ќе правите пари од овој бизнис? Едноставно, плаќање претплата, како да дојдете до првите 200 клиенти, ви кажав, PR, Facebook реклами и така натаму. Така да тоа е мојата прва идеја што би сакал да ја споделам со вас, значи апликација каде што ќе бидеш поканет на вечери еднаш во неделата, каде што наместо сам на сам ќе идете група на луѓе и ќе има одреден ресторан.
Инаку не се ги знаеме идеите еден на друг, така што и ние што Така презентираме се сега, да, не се ги знаеме идеите, така што јас сум изненаден сега твојава идеја, ова ти е нешто као, ама ова сега жен човек сум, ама има вакви ивенти низ, знам дека има ивенти низ Скопје, вакви спид дейтинг, како не се лажам ги викаат, и не само низ Скопје, низ повеќе градови, знам дека ги има, кај што луѓе се среќаваат, но мислам дека нема платформа само за ова. Не знам колку ќе функционира, како ќе функционира, ама знам дека е популарно по социјални мрежи, се организираат луѓе кај што се наоѓаат во кафичи и баш на таков спид дейтинг настан. Супер. Тоа уште еден индикатор дека можеби ќе функционира ова што ме на некаков начин решено, дали со Facebook група се организираат или со што иде, ова е уште една причина дека може да функционира. Може да и дадеме сега место на Ивица, фала за фидбекот на Сања, бидејќи Сања ми најави дека може малку порано да треба да се исклучува, така да Сања повели, it's your turn. Супер, фала, баш супер идеја, искрено, така што се согласувам со Ивица дека да не си ги знаеме идеите. И да, ќе кажам јас од моje искуство, имам неколку што ми се вртат низ глава, зависно како време ќе остане, ќе зборувам, али првата идеја е нешто што е од моја фрустрација. И генерално од фрустрација каде што од една страна и од фрустрација на, не знам, салони или термини. Има многу пропаднати термини, луѓето откажуваат, значи 30% од термините ги откажуваат лес, има no shows. А од друга страна, јас како човек кој што е презапатен, секој пат сакам веднаш термин одма и сум спремна да платам побрзо, ако може некој да ми даде термин за денес или за утре, да закажам. И тоа дека секој ден илјадници термини се откажуваат и терминот останува празен, тоа е директна загуба и за тој што го му треба терминот и за тој што откажува. И тука можеме доктори, салони, тренери исто. И во салони зборувам за нешто што е над 25-30 евра. Има такви третмани, не знам, трајна шминка чини многу или тие ламинации, некош нешто што е поскап термин. И всушност решението е да се направи нешто како букинг, но за откажани термини. Да имаме пропаднати термини и не маркетплейс би било финално, меѓутоа маркетплейс е секој пат тешко да се направи, затоа би рекла не би предложила веднаш да се почне со маркетплейс, затоа што треба да имаш доволно побарувачка и понуда. Но тоа што може да се почне е да се најдат прво тие 4 недели, прво да се најде во недела 10 бизниси кои имаат чести откажувања. Зошто ќе е лесно да се најдат тие 10? Пошто ова е нивен pain point. Навистина ги боли каде да отидете во салон, доктор, физиотерапевт или персонален тренер, им откажуваат навистина термини. Дури да е платено, пример, јас на персоналниот тренер во последен момент му откажувам, не е дека не го плаќам, месечно плаќам, меѓутоа тој термин може да го огласи некој друг, значи може да оствари плюс приход, значи решавате голема болка и плюс му носите зголемување на приходи. Такви 10 мислам дека може да се најдат. Втората недела е да се направи можеби канал, не мора ни да се прави техничко решение. Може да се направи некој тип на WhatsApp група, Telegram група, каде што луѓето ќе може да се зачленуваат платено. Значи може да биде нешто зависно да се напредпота за да ги гледаат тие термини како листинг, евентуално или да се пушти фри на почеток, па после да се зголеми. Меѓутоа е група каде што може да се као или newsletter со paid subscription, што символично евро. Или ако сакам да имам неограничени такви огласи да гледам и да ги блокирам, тогаш 5, не знам како би било. Значи недела 3. Важно е луѓето овие бизниси да се натераат да објавуваат редовно пропуштени термини и тука може да се искористи AI, нешто да се автоматизира, каде што секој ден ќе ги прашува за утре, например, или еднаш да се јави на крајот на денот денес и да се јави утре со бајлачки дали некој ви откаже, за да може брзо да се пополнува терминот и last minute, значи може и веднаш да огласи некој, како и да е, но да е многу брзо да таа група едноставно да биде. И мислам дека веќе четвртата недела да почне payment. Значи мора да се соберат, да се пушти некакви објави на почеток. И тоа баш е листинг, така го замислувам. Потенцијалот е, мислам, голем зашто има многу откажани термини. Ова е бројка на која што сме работеле, преку 30% од термините знам за бјути салони. Имам истражувано, има исто во Америка има вакво нешто за брзо шишање, одма да најдеш некаде за мажи функционира, веднаш сакам додека сум на пауза од работа да се ишишам. И сега наоѓам откажани термини. Значи треба да е услуга која што или значи нешто што на луѓето не им повеќе им значи времето, а не квалитетот на услугата, што е поприлично стандардизирана. Бизнес модел како што спомнав, мислам дека може да се плаќа провизија. Значи Volt конкретно јас сум на тој премиум мембер затоа што и тоа многу паметно го направија.
Ако сакаш да ти донесат до дома, самата достава е 150, ама ако плаќаш претплата од 5 евра или месечно беше или нешто, тогаш ти е бесплатна доставата и таква математика треба луѓето да се направат. Јас мислам дека нема проблем да се плати нешто 5, па дури и 10 евра, значи ако за Volt плаќам 5 евра, нема да е проблем да плаќам 10 евра, ама знам дека цело време јас last minute, времето ми е пари, сакам веднаш да закажувам, салонот од друга страна тоа би го правил. Математички, како да се почне, може да се почне од една група, да се направи група од 10 бизниси, како што реков, и нивни, дури тие ќе ви ги носат клиентите, бидејќи во салонот, пример јас каде што ги правам ногти, маникир и педикир, таа сака да зголеми приходи, ама не може драстично да ги зголеми цените. Тоа што може да им се даде како предлог, веќе го имам зборувано со неа, да се каже од сите сати 2 термина остаи ги празни. И тие 2 термини само нека ти се за last minute. И тие термини, бидејќи се last minute, таа може да ги наплати повеќе. Тоа е работата. Значи, јас сум спремна на тој термин што е за ногти од 25 да платам плюс 5 евра, покрај субскрипцијата, само да ме земе денес за денес, последните 4 или 24 часа, зависно како ќе е средено. После може да бидат првите 100 корисници, може да е една ниш публика. Например, строго за ногти, што викам, маникир, педикир, гел-лак. Нешто што ама да не би препорачала да е нешто што е ефтино. Сепак треба да биде нешто околу 25 до 50 евра по термин, за да има исплатливост за нештото. И на крај веќе кога ќе има 1000 корисници, тогаш да се направи платформа. Јас мислам комотно можува да функционира на WhatsApp, AI агент кој што дури може да враќа пораки на WhatsApp. Значи како може AI агент да се јавува на салоните, да ги прашува, и ова не го размислувам само за Македонија. Треба да се размислува од поголема перспектива, негде кај што има волјум, пошто за ова физички не треба да сте таму. Негде кај што многу има луѓе, има многу откажани термини, треба да се види во која индустрија најмногу се откажуваат и тоа чини и да се таргетира баш онлайн вакво решение. Мислам дека до 10.000 евра како би се стигнало за 3 до 4 месеци, технички, зборувам ако 500 корисници плаќаат тоа што реков во премиум пакет 10 евра, тоа се 5.000 евра, а 500 корисници не се премногу. Јас мислам дека можеме тие да ги најдеме и во Македонија. За вакво нешто што туку кажав, Volt, јас плаќам 5 евра само затоа што нарачувам 5 пати во месецот, не сакам да платам достава, значи некоја математика, а ова е брзина и заштеда на време. И плюс бизнисите може да плаќаат. И тоа бизнисите не да плаќаат претплата, туку би зела од оваа цената што е зголемена. Ако ја покачува цената од 5 евра, пола би ја делела со платформата, пола за бизнисот да се зголеми приходи. И тогаш одите директно со зголемени приходи од пропаднати термини и плюс зголемена цена зашто е last minute термин. И поентата ми е дека треба да се види каде луѓето чекаат, каде се губи време и каде се губат пари. Значи кој најмногу би имал бенефит од вакво нешто. Значи можеби не знам, како што реков, персоналните тренери. Бидејќи еден тренинг е скап по термин, а луѓето откажуваат, не се редовни за вежбање и независно што веќе им платиле плюс прихода. Значи не знам што би било, може да е коуч, психотерапевт, нешто што повеќе и бјути секако би функционирал. И тоа логично ако некој чека има побарувачка, може да се тргне од салони кои што сакаат да зголемат цени, но се фул, тогаш од waiting листа тие да си ги ставаат овде луѓето. Значи самите салони или клиентите може да си ја полнат групата за откажување, пример. Тоа би било вака од мене кратко. И втора идеја што мислам само епте кратко, но не мислам дека ова е така лесно скалабилна, е за последен момент замени на луѓе. Last minute cover идеја, каде што откажува некој во последен момент му испаѓа нешто со детето, а зборуваме за келнер, некој кој што е волонтер на настан, ивент, кратко тука за озвучување, значи нешто што е лесно заменливо, да може или дадилка нешто сепак да има ревјуа, нели како Uber, затоа што прави дисрупција на пазарот, но за тие 4 сати веднаш да се најде замена за смена. И тоа јас објавувам дека имам, не знам, не можам денес да се појавам на моја смена заради нешто што испаднало и некој, и тука има итност од пример хорека, хотели, ресторани, кафичи потреба, но ова не е до толку мислам скалабилно за да се шири на светски рамки. Треба да се оди, да се бара, да се обрнуваат луѓе по тешко, а овде мислам дека самите салони ќе се ги обрнуваат и тренерите луѓето за што имаат на waiting листа. Тоа е од мене. Супер, да, супер идеи, Сања. За прво, чисто да ти кажам дека би платил премиум 30-40% за да се шишам која јас сакам, а некога ми е терминал, затоа што често го пропуштам.
А за вторава идеја има македонци, Upshift, не знам дали ги знаеш, што работат во Америка, одлични сте. Значи, Upshift е апликација што се уште функционира во Америка и ова не е само за некој ако откаже смена, туку е за флексибилно, за ангажман. За типови на бизниси, например као стадиони, знам дека имаат подпишано со неколку стадиони за NBA, каде што они немаат потреба од став цело време, меѓутоа имаат потреба од став за време на кога има утакмица. Да, и истото кај нас за земјоделие ќе топ. Да, значи кај нас за земјоделие ќе функционира одлично за собирање на значи има доста онбординг. Тоа е потешко. Истото се случува и за Хорека, бидејќи Хорека знаеме дека не е бизнис што има иста фреквенција на гости цело време. А тоа е многу тешко за хендлање. Секогаш имаме пикови кај што треба сите да ги ангажираме и денови кај што немаме луѓе, во тие пикови ги исполнуваме со Upshift, односно на луѓе. Така да ова е одлична идеја. Сања, не сум сигурен дека има во Европа, знам дека има во Америка, така да може да има простор за нешто вакво. Фала ти многу. Ивица, кај тебе сме? За да се шишаш, Балкан сме ги с пријатели што фризират и кога сакаш му што црташ на врата, тоа не треба апликација за тоа. Не функционира кај мојот фризер така. Ако фризерот ти е другар, кога сакаш можеш да се шишаш. А ова на Сања добро се вклопува со твоето уствари. Таман се закажува спид дейтинг и ти треба итно ноктите да ти се направат. Таман 2 у 1 апликација. Тоа е за маркетинг топ, ќе биде као буквално маркетингот може да е целосно вирален. Како те покани на дејт, не си спремна. Тоа е. Ти треба одма брзо, да. Одма табу тема. Супер ќори. Строго депилација на почеток. Ивица, повели. Океј. Прва идеја веќе ви споделам. За втората сум повозводен, ќе ви покажам и демо, нешто што и ќе ви споделам фреймворк како ја размислувам за идеје. Јута една идеја што еден проблем. Ова тргнувам затоа што Сања спомна дека тргнува нејзина фрустрација. Моја фрустрација е што кај нас моментално, ова е за Македонија, не знам како е со други земји, меѓутоа кај нас моментално резервирање на спортски терени, спортски настани е многу лошо. Не многу лошо, туку не постои. Не постои апликација како централна кај што можеш ти да изнаемиш терен за тенис, терен за фудбал. Например, играме фудбал и сега како е резервирањето, пишуваш со некој човек на Viber и на WhatsApp. Бе, знаеш што има у четврток у 9 термин да играме, и он ти вика нема, тоа ќе играат тие. Има у 10 нема, има у петок у 2, до петок и 2 што не работа сме, нема кој да игра фудбал. Као ни треба апликација кај што сите ќе се измапираат сите терени за фудбал, за тенис, за билјардо, за пинг-понг, кај што можеш да си резервираш термин, одиш и играш. Затоа што се случува, буквално се случува сега, се јавуваш на број што ја оставен некаде терен 11 октомври, се јавуваш и кажа, беа таму не сум 2 години, некој друг го води тој терен. Као, немаме организација за такво нешто. Знам дека пробуваа, неколку луѓе пробуваа да го решат, не знам која причина не успеаваше, меѓутоа првиот што ќе го фати ова, што ќе затоа е opportunity, затоа што првиот што ќе го фати што ќе ги стави терените на апликација, ќе има огромна предност на дека треба да се убедат, не знам, терени како за тенис, хотел Русија, ќе рекирам сега во парк, неколку терени за фудбал, балони што има. Ако тие почнат да користат ваква онлайн алатка за кажување, еден проблем е што добар дел од убавите термини се резервирани долгорочно. Например, има фирма што го има земено или некое друштво што го има земено вторник у 8 саат уште пред 10 години и си го држа вторник у 10 саат, што нема поинта да стои на календар. Ама за остатокот, за луѓе што сакаат да играат, да се пробуваат за термини, видите како добро. Знам дека во парк, во терените за тенис во парк, знам дека имаат Excel документи кај што нешто можеш да пишеш, да видиш како и да е, па јавување по телефони, откажал, не откажал, така што се врзува на персонала идеја. Меѓутоа тука гледам опортунити за некој што ќе го земе, што ќе биде нели што ќе има доволно време да се посети, да оди да им го испичира ова на самиве собственици на терениве, на балоните, на шоида, на спортските центри, за да дојдат на платформа. После тоа, вториот што ќе проба исто да направи, ќе му биде многу тешко. Тоа е првата идеја, таа е прилично, пак, ја би рекол дека ова е прилично лесна да се изведе, е календар за закажување на крај на денот. Не мора да се оведе, понатака може да се оведе плаќање онлайн за теренот, делење, например. Се изгубив или ме слушате? Кога да ми замрзне екранот, ме слушате? Да слушаме, Вица.
Да. Може да се воведе плаќање, пример, не знам, 10 луѓе играат фудбал, па секој да си го плати нивниот дел преку картица, да се собираат пари, пример, еден ќе даде 100, еден 150, како и да е, колку е теренот, зависи. Таа што може да се развие понатака, да биде сериозен, може колку сакаме да го развиваме, меѓутоа основниот проблем се решава прилично брзо. Втората идеја што сакам да ја споделам, тука повеќе ќе се надоврзам на тоа како ја учам низ годиниве, не знам дали во присутните има и мои студенти, меѓутоа нели као и кога учиме и на AI од врк, кога учиме нешто, и кога предам на пример и на AI врк, сега ќе зборам од гледна точка на професор, па ќе се префрлам од гледна точка на студенти, кога предавам нешто, дали е тоа на AI од врк, дали е на Brainstream Next College, имам зацртано работи што треба да ги пренесам на студентите. Се водиме по некои педагошки принципи, што треба они да научат, како треба да научат, кои learning objectives, кои цели треба да ги исполни тоа што ќе им го предаде професорот. Меѓутоа, не секој пат тоа е доволно за студентите сами да го совладаат материјалот што им се не за сами, туку не секој пат тоа е доволно за студентите да го совладаат реално материјалот што им се предава, и многу пати, тоест мене ми помогнало во текот на студиите е тоа што се предава, сега ја да му најдам конкретна примена и да пробам јас сам да го научам тоа што на пример професорове ми го пренесувале на часовите. Една таква работа на пример пред 2 години кога искочи, пред околу 2 години, не сум сигурен точно кога, меѓутоа кога искочи N8, јас го спремав за едно предавање и го спремив, го предавав, меѓутоа луѓето после тоа не можеа доволно да го користат и реков, добро, можеби ја не го разбирам доволно N8, вака како што сум го научил нели од документацијата нивна, од туторијали и така натака. Ајде да седнам јас со N8 да пробам да N8 има некоја апликација за AI автоматизација, ќе ја споделам сега ако сакате. Ајде да пробам ја да направам, да најдам некој интересен проблем што не е баш 5 минути работа, туку е некој интересно обркнал, некој интересен проблем што ја можам да го решам со N8 и да најдам начин како тоа да го имплементирам. Размислував што сум добар, што имам искуство, што можам да го работам сам како идеја, и сватив дека не сватив, туку дојдов до заклучок дека од 2015 до 2019, 4 години работев на софтвер за Search Engine Optimization. Работев на софтвер кој помагаше на луѓето што имаат веб страници да ги оптимизираат за Google претежно. Најмногу за Google и за останатите прелистувачи. Меѓутоа, од 2022-3 навака SEO полека почнува да згаснува и денеска би рекол дека SEO е дише на трги како такво, како SEO тоа што се работеше пред 10 или пред 5 години. Денеска трендот е кон GEO, Generative Engine Optimization, или познато под исто име како AIO, Artificial Intelligence Optimization, или AEO, Answer Engine Optimization. Повеќе, како што кажав, нема за добар дел од работите се уште нема ни установени термини, ни установени практики, исто во сега различни луѓе го викаат различно. GEO, AIO, AEO и така натака. Целта на тоа е веб страните, нели, на бизнисите да се појават, да им се помогне да се оптимизираат, да се појават на ChatGPT, на Gemini и така натака. Кога ќе напишам пример на ChatGPT кои патики да си ги купам, карикирам, ако ми искочат у топ 3 Nike, Adidas, Asics, најверојатно некој од тие ќе изберам. Ако не ми искочи Puma, ако ChatGPT не ми ја предложи Puma, најверојатно нема да ги купам тие патики, или може би се најдобри. Така што идејата е дека треба сајтовите да се оптимизираат за ChatGPT, за Gemini, да може да ги индексираат, кога луѓе прашуваат за продукти, да излегуваат таму. И од тука реков дали може тоа некако на N8 да го врземе како workflow, да искочила евентуално проект. И ова го почнав некаде како хоби, за да не како хоби, туку како learning проект, да научам ја како функционира N8. Неколку месеци покасно, ова беше минато лето, неколку месеци покасно имам неколку workflow на N8 кај што пишуваш ти домеин, ти го анализира доменот, какви работи ти недостигаат, кои работи што се неопходни за GEO ги има, кои работи недостигаат, ти генерира recommendations. Може да ви споделам екран. Скринс, добро.
го анализира сајтот, анализира text-to-text ratio, нешто што претходно, например, со програмирање би било прилично тешко, сега е прилично лесно ова ги брои колку букви има, например, содржина, колку има тагови, HTML тагови, така натака, и тука има некој sweet spot што емите го сакаат, анализира бренд, колку пати ти се појавува името на страната и такви работи. Ова е се внатре NTM workflow што го анализираат сајтот. Викам, окей, ова сега функционира, супер, ова функционира, меѓутоа е тешко за користење. Што да направиме следно? Дали можеме вакви NTM workflow, например, неколку што анализираат, еден анализира каква содржина имаш, друг анализира какви тагови имаш, трет анализира колку пати брендови се појавува, четврт анализира, ти дава ти препорачува прашања на кои што би требало да се оптимизираш. Например, за Next College би било каде да учам програмирање и графички дизајн во Македонија, на кој факултет да се запишам. Супер би било кога човек ќе праша на кој факултет да се запишам, да ми искочи у топ 3 Brainstorm Next College, така. Така што генерира прашања за кои што би требало да се оптимизира. Викам, окей, ова функционира. Например, имам тука некои решенија, имам некој workflow што функционира, што даваат некои идеи. Како од тука натака се ова да стане продукт? Како од тука натака да стане ова продукт? И ова е идејата. Од тука не мора да е NTM позадината, меѓутоа идејата е како се ова да стане продукт. И од тука почнав со малтене со vibe coding, кај сега да направам апликација која што ќе ги повика, кога некој ќе внесе домен, да се повикаат сите овие десетина workflow, да се анализира сајтот, да му се дадат назад recommendations. И така ова е work in progress, ова е нема ниту име, user.orion.ai, овде ми се вика oriongeo.ai. Ова е продукт, например, кај што доаѓаш, го внесуваш сајтот, го имам проблем со Next Edumoka, го анализира, пример, за се повикуваат сите NTM workflows, го анализира, дава recommendation што би требало да се поправи, например, за Next Edumoka ќе видиме сега еден recommendation, critical, например, reduce heavy JavaScript slowing down your website, ова е од SEO светот, останато се уште add more written content to your pages, FAQ section with questions your customer actually ask, затоа што ова е нешто што ChatGPT го обожава, Q&A секции, некои работи. Ова е, work in progress, ова е проект на кој што ја истражувам нови работи, ги учам како функционираат и пробам да ги додам тука, меѓутоа тоа би била втората идеја. Некој може да го земе ова, дали ќе користи NTM, дали ќе користи некоја другиве алатки за да го испрограмира ова. Софтвер што и како треба, и пак светот го истражував малку затоа што конкуренцијата е прилично отворена за нови играчи овде. Неколку фирми што го прават тоа моментално, што котираат добро, се SEMrush, таа и од одамна повеќето маркетери ја знаат, SEMrush како фирма, тие нудат GEO сега моментално, и една компанија што исто, буквално ова што го имам направено вака ова што го имам направено овде, што го гледаме вака, ова буквално ви кажам дека е направено како малтене како ајде да видиме дали ќе функционира ова, што ќе се случи ако го направам. Исто ова, фирмава се вика Profound, мислам дека им се викаше Try Profound, ако не се лажам доменот. Try Profound, од таму и ова едното user.orion. Try Profound се продадува пред 2-3 месеци за 100 милиони евра, ако не се лажам. Или добија инвестиција, може би не се продава за 100 милиони евра. Знам дека го прочитав која информација, ми беше андели. Овие го прават буквално тоа, marketing agents to win perplexity. Не ми се ниту аудира сега страна, over 100 million people search, бла. Ке го видите, може некој да го провери, tryprofound.com. Меѓутоа, истава апликација се прави прилично интересно. Зошто мислам дека е добра? Затоа што јас сум на ставот дека се повеќе ќе гледаме апликации, SaaS апликации, ако сакате, кои што не ги користат милиони луѓе. Многу тешко ќе видиме сега, барем тоа е мој предвидување. Може би не сум го правил, може би ќе искочам во заблуда, меѓутоа не мислам дека ќе видиме, ќе гледаме апликации кои што ги користат, не знам, 100 милиони луѓе. Туку ќе гледаме 1000 апликации кои што ги користат по 100 по 1000 луѓе. Пример, ја и Петар и Сања ќе ја направиме истава апликација за резервирање last minute шминка и ја ќе имам 100 корисници, Петар ќе има 200 корисници, Сања ќе има 450 корисници и така натака. Така што ги охрабрувам сите да, иако веќе може би постои некој играч на пазарот, да влезат, да направат нивна идеја, да пробаат да добијат нивни клиенти. Верувам дека натака ќе одиме затоа што
бариерата за креирање сега на апликација е многу намалена. Не треба да имате 100.000 евра на сметка за да платите цел девелопмент тим 2-3 години за да можете да развиете апликацијата. Туку со буквално 100 евра може да направите демо апликација која што не мора ниту да е демо, меѓутоа апликација, MVP апликација која што ќе работи, ќе ви ги донесе првите пари и после тоа тука на така вие ќе одлучите колку понатака сте спремни да ја развивате. Тоа е мојот став и пак овие дел од овие работи што ги спомнав, пак ќе го искористам моментот, меѓутоа NATN, Cloud Code и така натака алатки што ја ги користев за да го направам ова на Orion што ви го покажав, ги учиме сега од април на Practical AI Академијата на AI at Work. Така што сакам да ги поканам и овие што се тука, ако не се дека зачнете да им се придржат таму. Фала ти, Вице. Мислам дека е добра идеја и некако ќе се надоврзи на мојава идеја следна што ќе кажам, е сервис, значи не е поврзана со ова, меѓутоа ова може да биде добра алатка на тој сервис за да стигнам до клиента, така да ќе ти украдам идејата. Многу ми се допаѓа моментот дека не си ги споделивме идеите претходно, така да баш ме радува дека има добри идеи. Веќе слушнавте 5 идеи. Меѓутоа имам уште две што сакам да ви ги споделам и ќе пробаме да завршиме точно во 8 часот. Сега ќе ви кажам една идеја во која ако отидете назад и кој гледате некои мои излагања што сум ги од претходно пред година дена, ова идеја што ќе ја кажам сега, сум ја мразел претходно, ама литерали сум ја мразел. Сум кажувал на паметни луѓе, ова сум го кажувал на паметни луѓе. Дечки, вие сте A players, значи A луѓе што работат во C бизнес, во C маркет, така да колку и да сте добри, тоа што може да го направите на крај на ден е C, зашто толку пазарот, толку маркетот дозволува. Меѓутоа сега се предомислив, морам да ви кажам. Значи, никогаш не сум сакал агенции, никогаш не сум сакал бизнеси агенции. Секогаш сум ги викал хобија, значи дизајн агенции, маркетинг агенции, шорт видео агенции, креативни агенции, така натаму. Никогаш не сум го сакал овој бизнес, бидејќи било со многу мали маргини и единствениот начин да го скалираш, да земаш повеќе клиенти, да вработуваш повеќе луѓе. Тоа не е добар бизнес во практика. Нема високи маргини. Еден клиент ќе ти откаже и веќе нема што да преш, луѓето ќе ти го изедат профитот што си го заработил претходно. Меѓутоа, моето размислување е дека агенциски бизнеси сега во времето на вештачката интелигенција стануваат многу интересни бизнеси, навистина многу интересни бизнеси. Тоа го кажувам затоа што можеме да создаваме видеа со можеме да изработуваме веб страници со помош на можеме да ги изработуваме работите неколку пати побрзо, со неколку пати помалку ресурси, меѓутоа не значи тоа дека ќе ги продаваме за помал сервис. Напротив, цената на крајниот производ, има запишано тука, направив ресерч претходно, цената на крајниот производ на што и да е, дали е маркетинг кампања, дали е дизајн или редизајн, дали е веб страница, е 7 до 5 пати поевтино да се произведе, а поскапо се наплаќа 3-4, дупло поскапо се наплаќа од 3 до 4 години. Значи 7 до 10 пати ќе ти е поевтино да го направиш, а сепак дупло го наплаќаш. Што значи со многу помалку луѓе, со one man или неколку луѓе може да изградите целосна агенција. Сега како да стигнеме до првите клиенти? Според мене, ако сакаме да стигнеме што треба да направиме да стигнеме до 10.000 евра месечно, според мене, ја би тргнал да најдам 10 компании, 10 клиенти кои ќе им направам сервис, услуга од 10 до 15.000 евра one time, еднашка. Например, наоѓам туристичка агенција и викам, дајте ми да ви направам целосен редизајн, да ви направам нова страна, да ви направам маркетинг кампања. Значи, еднашка за сервисот би наплатил поголема сума на пари, 10 до 15.000 евра, и после тоа би плаќал за ретейнер, би плаќал по отприлика 1.000 евра, би наплаќал по отприлика 1.000 евра месечно. Меѓутоа, ајде да ви покажам како да стигнеме до тој бизнес. Направив едно кратко демо за вас. Кажете ми дали го гледате скринот? Да, окей. Значи, ако отидеме на AI at Work, ако отидеме во делот на AI Tools, имаме една фантастична алатка.
чекај, ми е паузиран шерувањето на скринот. Паузиран ми е или ми го гледате скринот? Го гледаме Word документот. Word документ гледам. Значи, добро. Ајде вака да видиме сега ова дали го гледате. Дали ова го гледате сега? Гледаме, да. Супер, добро. Значи, ако отидете на AI@work во делот на AI Tools, имаме една фантастична алатка која се вика Competitors Research. Нема да го правиме во интерес на времето целиот research, меѓутоа преска направив research за еден тип на бизнис, односно се маркетинг, односно туристички агенции. Сега ќе ви кажам зашто ви го кажувам ова. Значи, тука тоа што може да го направите за вашиот бизнес на оваа алатка, да се ставите информации за вашиот бизнес, информации за вашите компетитори, се да ви направи детална анализа. Меѓутоа, зашто покажувам сега туристичка агенција? Затоа што јас како агенција, како дигитална агенција, сакам да понудам сервис како дигитална агенција на туристички агенции. Како да им отидам на туристичките агенции, како да ги фатам како клиенти, ќе направам deep research со помош на оваа алатка, каде што анализирам 4 агенции, Pilot Travel, Savana, Papillon и Atlantis. За овие компании наоѓам буквално се, каков им е перформансот на Instagram, каков им е перформансот, гледам дека ни една од овие нема никаков перформанс на LinkedIn, ниту на TikTok, според мен ова е lost opportunity, што одма го гледам како агенција, гледам какви им се оценките на Instagram, гледам, можам да видам секој од овие агенции, какви реклами моментално има пуштено на Facebook, можам да видам до која страна одат рекламите, можам да навлезам, буквално да видам, не знам дали го гледате овој, да го гледате, буквално да видам какви реклами пуштаат овие агенции. Значи се ова го прави овој тул дополнително, можам да видам нели како перформира компанијата што е нашата компанија во споредба со останатите, кои им се customer persona на едниве, на другиве, гледаме дека едниве таргетираат повеќе Македонија, другиве таргетираат друга таргет персона, можеме да видиме буквално што прават, кој е competitors metrics, како ние перформираме во споредба со останатите, може да видиме paid стратегијата што имаат, можеме organic стратегијата и на крај има roadmap со информации што треба да направиме во првите 30 до 90 дена и после 90 дена, буквално чекор по чекор. Ја викам, ако отидеме, само не треба да им кажете на агенциите дека постои оваа алатка. Ако отидете на една од агенциите со овој ресерч, да му покажете како перформира Savana, на која идете да печирате во споредба со другите, и што вие може да направите за неколку дена, што треба буквално за наредниве месеци, што треба буквално да направите, мислам дека ќе го добиете како клиент. Ако му отидете со ова на клиент, мислам дека ќе завршите голема работа. Дополнително тоа што може да се автоматизира со помош на вештачка интелигенција, сите овие репорти може да се автоматизираат, изработка на видеа, може да се автоматизираат еден куп работи, може побрзо да се градат веб страни. Тоа значи дека почнувам од бизнис кој никогаш не сум го сакал да станува бизнис кој ми станува за мене investable бизнис во кој може би инвестирал во некаква форма. Не би го започнувал се уште поради другиве бизниси, поради големината на другите бизниси што ги имам, меѓутоа е бизнис што на еден човек или неколку луѓе може да му донесе 10 до 15.000 евра месечно. Мислам дека многу лесно и до првите неколку клиенти исто така да стигне многу лесно. Така да тоа е шестиот бизнис кој денеска го споделуваме. Имам уште еден бизнис, меѓутоа веќе полека ни поминува времето, или ако сакате да споделуваме последната идеја пред да се одјавиме, кренете рака колку сакате последната идеја да слушнете, или можем да ви добро.
Добро, во ред. Има, можам и ја уште една да споделам ако сега, затоа што гледам дека многу раце се крена. Добро, готово. Значи, ќе споделам уште една идејица, па после ти на крај ќе биде пробам да бидам многу краток. Сега, меѓутоа, како насоки ќе ги дадам дополнително. Според мене, дечки, според мене и девојки, има огромен јас помеѓу тоа што може вештачката интелигенција да направи, значи која е можноста, capability на вештачката интелигенција и како компаниите ја користат таа вештачка интелигенција. Значи има огромен јас. Овој јас расте дупло поради, нели тоа како кажавме претходно, значи можноста на вештачката интелигенција се зголемува 100% на секој 12 месеци, така да овој гап, овој јас расте дупло секој месец. Компаниите кои нема да станат AI native компании во наредниве година до 2, навистина можеме да се простиме од нив. Навистина го мислам тоа. Сега, ако некој од вас отвори агенција за AI имплементација и дополнително не агенција за AI имплементација, туку AI имплементација во одреден ниш, и кој сакате ниш земете го? AI имплементација во сметководство или имплементација во кој одберете си вие ниш кој сакате да го правите. Научете ја многу добра индустријата и научете да имплементирате вештачка интелигенција и да автоматизирате. Ако не знаете вие сами тоа да го направите, има две опции што може да направите. Ама на вистина ви кажам дека постои огромна шанса, дечки, постои огромна шанса ова да го направите. И мислам дека ќе направите, ќе принтате пари, буквално. Не е лесно, не сакам идеи со кои можете да станете преку ноќ богати, зашто не постојат такви. Сите идеи се тешки за реализација, меѓутоа ова идеја има огромен потенцијал. Огромен потенцијал. Што може да направите ако не знаете да имплементирате вештачка интелигенција сега? Има две опции. Првата опција е полесната. Ќе си најдете партнер, ќе си најдете човек што знае тоа да го прави, а вие ќе идете да продавате. Ако не знаете кај да најдете човек, дојдете, јас ќе ви препорачам од AI@Work студенти или од нашиот факултет студенти кои знаат да имплементираат, се многу добри во тоа. Они ќе бидат имплементатори, вие ќе продавате. Втората опција, ако не сакате партнери, седнете и научите. Бајас сум да ви кажам дека AI@Work е најдобра опција, не ви го кажувам тоа, меѓутоа најдете начин, отидете да научите вештачка интелигенција. Компаниите генерално компаниите се потромави, не сакаат да изгледат комоција, дел од нив ќе почнат касно да сваќаат дека мора да се трансформираат, меѓутоа тоа што може да го направите, верувајте ме, тоа го правиме и ние како организација, како AI@Work со компаниите, со поголемите компании, им нудиме money back guarantee. Значи, ако не функционира процесот, што ќе го имплементираме автоматизацијата, ако не ги даде резултатите кои ние ќе пресметаме дека ќе даде на почетокот, не ви наплаќаме за сервисот. Ќе најдете клиенти денес како изгледате. Ја бидел door to door, не ви кажувам маркетинг, ништо, ја бидел door to door. Ќе ги најдам на златна книга адресите на сметководствени бюроа и ќе одам од сметководство да им кажам што можам да направам за нив, за да им го олеснам бизнисот, да им го зголемам профитот. Така да ова е огромна опортунити. Ваква опортунити навистина долго време сум во бизнис. Ваква опортунити не сум видел оддамна. Денеска да излезам, утре да излезам, ќе најдам клиент за ова. Оставам на вас. Ивица, Сања? Дали сакате уште некоја идеја да споделите? Не, јас ќе мора да одам, меѓутоа сакам затоа што имам сострб за една минута. Имаше прашање за земјоделие, нешто гледам, идејата која беше поврзана со земјоделие, уствари за тоа во посебен момент кога некој што собира, да речеме некаков тип на растение, може да најде замена затоа што нешто му испаднало. По друга страна може студент кој што сака да заработи некој плюс денар, да може во тие 4 до 8 часа да отиде на таа беше идејата за не за пропаднатите термини, туку втората, за во последен момент откажана смена па да се замени. Тоа е од мене. Поздрав од Њујорк. Навистина уживав. Мислам дека е одлична идеја за организација на вакви настани. И да, секоја идеја апсолутно не е тешка. Идејата е можеби 5% од целиот процес на успешен бизнис, но се почнува од неа. Добрите идеи ве терат да размислувате само поголемо и поголемо. Тоа би било од мојата. И затоа сум благодарна што сум дел денес од ова, затоа што мислам дека вака се започнува. Се големо мора да започне па и од 5%. И тоа е во ред.
Така, Сања, фала ти многу. Сања, фала ти многу што се приклучи, уживај во мојот умилен град Њујорк. Уживај таму и фала ти уште еднаш многу. Thank you very much. Поздрав. Чао, Сања. Чао сега. Ја имам уште една. Да. Сакаш да споделам уште една или ќе се гасим? Може на брзинка да не ги Да, задржувам. брзо да, не, ама ова, да, брзо 2 минути дајте ми само. Затоа што ова ја извадив сега, заборавив дека ова го правев. Ова заборавив дека го правиш, жими се. Го извадив сега од прашина вака од озгора врз него. Ако сака некој нека го продолжи, меѓутоа што ми беше идејата кога го размислев, дека пак јас сум на ставот дека се повеќе луѓе ќе си прават нивни апликации SaaS и затоа што ја го правам тоа, гледам колеги што го прават тоа, ни треба апликација за CRM, нема да плаќаме некој CRM, не знам 200, 300, 500 евра месечно, ќе си направиме наш CRM и можеби ќе пробаме да го продадеме. Ни треба апликација за организирање спортски настани, ќе си ја направиме, ќе пробаме да продадеме. Се повеќе луѓе ќе го прават тоа и веќе го прават. Секој ден на LinkedIn имам гледам постови, направив нов проект, дојдете тука, видете го овој проект, дојдете тука, видете го. Ова не постоеше пред година дена. Не знам дали се сеќавате LinkedIn како изгледаше пред година дена. Што е сменето се сите зборат за AI на LinkedIn, другото е дека сите се повеќе луѓе пуштаат секој ден гледам некоја нова алатка, некој нов продукт. Секој си прави некоја нова алатка, си ја користи за негови потреби, за неговото потесно семејство, можеби фамилија, другари, и тој пробува или да го даде или да го продаде како и да е. И сега ова моево што го покажав пред малку рајон е исто така направено од експериментирање, од цртање, меѓутоа пример, ако имам уште неколку такви што сум ги пробувал, не знам, за исхрана, за така натака, за вежбање, таква апликација да функционираат натака, например, треба човек да им прави маркетинг, да пишува контент, можеби да ги рекламира и така натака. Зошто да не постои апликација? Тоа ми беше менталниот склоп кога го почнав ова. Тоа ми беше идејата, ако сака некој нека го превземе, ќе му го дадам, го крстив, ова има и кодно име, го крстив, го гледате екран, да, го крстив solon.ai, не функционира, уште ова е само лендинг пејдж, овде внатре можеби нешто идеално направено, меѓутоа не функционира до крај. Ова беше идејата Solon као Solar плюс Lunar, и ден и ноќ работи, вие само седите, ќе си направите апликација, идејата е дека ќе рекламира, му давате информации за вашиот бизнис, тоа само си пишува контент, си го објавува, малата некако Клод бот што го направија сега, што функционира. Значи и ден и ноќ функционира, ова е направено пред Клод бот да го направат, уствари, пред месец дена, ова е исто некаде минатово лето. Ако сака некој да ја доработи, ќе му кажам до кај има нешто внатре, кога ќе се логира човек, има внатре нешто, функционира нешто со LinkedIn, знам дека правев, меѓутоа некој ако сака да го работи, нека ми пише, ќе му дадам што имам до тука и нека продолжите да го работи. Пак апликација или нека почне него, не, тука споделуваме идеи кои што не се грижиме ако некој не ги украде. Пак ова е апликација која што генерира контент и автоматски рекламира продукти што ние би ги правеле. Толку од мене. Ивица, фала ти тебе, многу сум уште еднаш благодарен на Сања што издвои време, иако беше многу зафатена. Ви благодарам на вас што останавте до крај, се надевам дека ви се допадна идеите, ви ветувам дека во иднина, барем на 3-4 месеци ќе правиме вакви настани, бидејќи дечки време е за градење, време е за правење, буквално го гледам као gold rush. Тоа што треба да го правите, ве молам, најдете начин, не мора кај нас, најдете начин да учите вештачка интелигенција, затоа што навистина никогаш не било полесно да се направи производ и да проба тој производ да се продава надвор. Така што останете поздравени и се гледаме. Чао!